Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Општина Охрид има најдобри резултати и се наоѓа на првото место во рамки на извештајот од спроведено следење на примената на системот на интегритет за 2025 година, кој го објави Државната комисија за спречување на корупција. Воспоставувањето на системот за интегритет ги опфаќа обврските што представуваат основа за функционална имплементација, анализа на институционалните потреби, мапирање и процена на ризици од корупција, донесување интерни правила и уредување на клучните области, како судир на интереси, подароци, укажувања, транспарентност и така натаму, се посочува во извештајот. Во извештајот кој беше објавен во март годинава, општина Охрид има исполнетост од 87,87% и е во категоријата многу добра усогласеност и предничи пред останатите општини во оваа категорија. Овој резултат представува највисоко постигнување на општина Охрид во однос на примената на системот за интегритет во споредба со претходните години, што укажува на континуирано унапредување на институционалните капацитети и доследна примена на механизмите за интегритет, велат од општина Охрид. Проценката се однесува на степенот на исполнетост на обврските во трите клучни сегменти: воспоставување на систем за интегритет, спроведување на мерки и механизми и следење на известување за негова примена. Во рамки на мониторингот за 2025 година, анализата ја опфати примената на системот за интегритет во 44 единици на локалната самоуправа во државава. Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со општина Дебрца одржа јавна расправа по нацрт законот за прогласување на Белчишко блато за заштитено подрачје во категорија 4 парк на природата. Јавната расправа представува значаен чекор во процесот на институционална заштита на едно од посебно вредните природни подрачја во државата, преку утврдување на категоријата на заштита, границите и зоните на идниот парк на природа. На отворањето се обратија представници од Министерството, како и градоначалникот на општина Дебрца Златко Силјановски, при што беше нагласена важноста од заедничко делување на институциите на државно и на локално ниво, експертската јавност и локалната заедница во процесот на заштита и одржливо управување со природните ресурси. Во рамки на расправата беа презентирани природните вредности на Белчишкото блато, предложената категоризација на заштита, како и предлог границите и зоните, додека представници од Министерството за животна средина ја образложија постапката за прогласување на подрачјето и содржината на нацрт законот. Представник од Сдруженијето за екологија и туризам, Екотуризам 2016, Ѓоко Зоровски, ги презентираше природните вредности и значењето на подрачјето од аспект на биодиверзитетот и неговата заштита. Настаното возможи отворена дискусија со сите засегнати страни со цел прибирање на мислења, коментари и предлози кои ќе придонесат кон поквалитетно финализирање на законското решение. Овој процес е дел од пошироките напори на државата за усогласување со европското законодавство во областа на заштитата на природата, вклучително и принципите на Натура 2000 мрежата, како и со целите на Зелената агенда на Западен Балкан, која ја става заштитата на биодиверзитетот, екосистемските услуги и одржливото управување со природните ресурси во фокусот на регионалниот развој. Министерството за животна средина и просторно планирање упатува повик до сите заинтересирани страни активно да се вклучат во процесот, при што коментари и сугестии по нацрт законот може да се доставуваат во рок од 10 дена по одржувањето на јавната расправа. Во Охрид започнува школа за голф наменета за деца на возраст од 10 до 15 години, која нуди едно поинакво спортско искуство за најмладите. Часовите ќе се реализираат на првиот голф терен во Македонија во поранешната касарна, каде младите ќе имаат можност да учат и тренираат на свеж воздух обкружени со природа и зеленило. Програмата е наменета за почетници и вклучува совладување на основите на голфот, правилата на игра и спортската етика. Преку тренинзите децата развиваат физичка издржливост, координација и способност за стратешко размислување, вели инструкторот Јордан Зиврев. Тука имаме фокусираност, имаме ферплей, имаме
да речем физичка активност, имаме активности кои се умствени, како фокусираност, како размислување, упорност, така да во голфот ние ги имаме сите тие работи кои детето ќе има бенефити од сето тоа. Значи голфот е джентлменски спорт, голфот е начин на однесување, лајфстайл. Голфот ќе ги помогне на децата да се изградат во една индивидуа која ќе биде спремна да биде конкурентна во ова време, значи спремна физички, спремно интелектуално. Друго што е добро, ја гледаме дека овој спорт е на отворено, околу нас е убава природа, тивко, место каде ќе понудеме едно дружење, една физичка активност и се надевам дека децата ќе бидат задоволни од сето тоа што ќе го направиме. За да се доближи овој спорт до младите, Голф клуб Охрид изминатиот период организираше едукативни презентации. Денеска на голф теренот учениците од 4-то и 5-то одделение од основното училиште Кочо Рацин се запознаа со голфот на интерактивен и забавен начин, користејќи безбедна опрема. Учениците беа љубопитни и позитивно реагираа на спортот кој досега немале можност да го видат во живо. Јас сум Дарјан, прв пат играм голф. Интересно ми е и сакам да се запишам во клубов. Јас се викам Михаел и јас прв пат играм голф. Здраво, јас сум Христијан. Многу ми е интересно да играм голф и прв пат играм. Јас сум Сибел, многу ми е интересно да играм голф и ова ми е трет пат кога што играм голф. Јас се викам Мијаиловска и прв пат да доаѓам тука и многу ми е интересно и се надевам дека ќе дојдам да вежбам. Јас сум Тео, овдека ми е втор пат да доаѓам и многу ми е интересно, се надевам дека ќе се запишам. Здраво, јас сум Бојан. Ова ми е прв пат кога што играм голф и многу ми е интересно, се надевам дека ќе се запишам. Вакви промотивни презентации се одржаа за сите основни училишта во Охрид и од голф клубот се задоволни од интересот на учениците и благодарни за соработката од директорите на установите и наставниот кадар. Заинтересираноста беше многу голема, љубопитноста беше исто така, децата беа фокусирани, што е добро. Знаеме дека голфот ни нуди такви можности за дечињата. Друго, имавме многу прашања дека голфот е нешто ново кај нас, старо во светот, 300 години, значи после 300 години дојде и во Охрид, во Македонија. И да, презентациите поминаа како што очекувавме. Заинтересирани деца, деца кои сакат да бидат дел од оваа школа и се надеваме дека за брзо ќе дојдат и ќе бидат присутни на овој терен и ќе ја спроведеме таа обука која ја нудиме. За децата кои ќе се запишат во школата за голф е обезбедена комплетна опрема без дополнителни трошоци, а часовите ќе ги држат искусни тренери. Предвидени се и турнири, сертификати и награди за најуспешните. Организаторите од Голф клуб Охрид посочуваат дека ова е можност за децата да поминуваат повеќе време на отворено во тивка и здрава средина, далеку од секојдневниот метеж и дигиталниот свет. По повод одбележувањето на Меѓународниот ден на ромите 8 април, градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков упати честитка до сите припадници на ромската заедница. Денешниот празник е потсетник за вредностите на различностите и богатството што го носи секоја заедница во нашиот мултиетнички мозаик. Ромите се нераскинлив дел од современото македонско општество со својата препознатлива традиција, култура и придонес во сите сфери на општествениот живот.
Нашата заедничка обврска е да продолжиме да градиме заедница во која секој граѓанин има еднакви можности за напредок и достоинствен живот. Само преку меѓусебна почит, разбирање и солидарност можеме да создадеме стабилна и праведна иднина за сите, истакна Пецаков во својата честитка, посакувајќи им на припадниците на ромската заедница добро здравје, лична среќа и успех. По повод 7 април, Светскиот ден на здравието, директорката на Градската библиотека Григор Прличев, Христина Трпеска, заедно со библиотекарите Бети Лазеска-Симоновска и Милчо Јовановски ја посетија специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања во Охрид. При посетата на директорката на болницата, доктор Билјана Теговска и дел од нејзиниот тим, им беа донирани 60 книги кои претходно биле донирани во библиотеката, со цел да се поттикне отворање на интерна библиотека во болницата. Станува збор за романи и драми од охридски автори, како и од познати македонски писатели. Заблагодарувајќи се во име на болницата, сегашните и идните пациенти, доктор Теговска истакна дека годишно низ одделот за рехабилитација поминуваат околу 1000 пациенти, на кои книгите ќе им помогнат квалитетно да го исполнат своето време. Таа додаде дека по реновирањето на одделот, болницата работи на отворање на посебно библиотечно катче, кое ќе придонесе за потопла и попријатна атмосфера во болничкиот простор. По повод големиот христијански празник Великден, утре на Велики четврток со почеток во 11 часот на плоштадот Вангел Наумовски мини-маркет ќе се одржи традиционалниот великденски базар кој што има хуманитарен карактер. Настанот е во организација на општина Охрид и јавното претпријатие Градски пазар, а има за цел да го збогати празничниот дух во градот, да ја поттикне креативноста кај најмладите и да ги афирмира хуманоста, солидарноста и заедништвото. На базарот ќе бидат поставени изложбени штандови на основните и средните училишта од градот, детската градинка Јасна Ристеска, младински центар Охрид, општинската организација на Црвен крст, занаетчии, ракотворци, како и производители на традиционална храна и пијалоци. Пред посетителите ќе бидат презентирани великденски изработки, креативни ракотворби, ученички творби и хуманитарни активности, информираат од општина Охрид. Предвидена е и богата културно-уметничка програма со настапи на децата згрижени во детската градинка, основните училишта, како и фолклорни ансамбли и културно-уметнички друштва од Охрид. Дел од собраните средства од продажбата ќе бидат наменети за хуманитарни цели како символ на солидарноста, љубовта и грижата за заедницата, потенцираат од општина Охрид. Кебапчилница вкусно ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Дуваше умерена повремено засилен ветер од северен правец. Максималната температура се искачи до 16 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската од 3 степени, а максималната дневна до 15. Температурите во Македонија утре во интервал од -3 до максимални 20 степени. Следува период на променливо облачно и претежно стабилно време. Од утре до недела утринските температури наместа ќе се спуштат под нулата и ќе има појава и на утрински мраз.